Содржината на проповедта ќе се состои од вовед, 3 точки и заклучок. Секој од овие трите точки ќе има своји 3 подточки, кои ќе ги разгледаме. Првата точка ќе гледаме исповед на гревот. Втората точка ќе биде верноста и праведноста на Бог. И третата точка е опростување и очистување и ќе завршиме со заклучок. Како што го гледавме првото послание на Јован прошлиот пат, посланието е напишано од апостол Јован и се состои од теоретски и практични вистини. Посланието е напишано да ни каже, да не поучи како христијаните можат да знаат дека имаат вечен живот. И овој стих, 9-тиот стих во оваа глава е една практична вистина која Јован ја пишува и може да се каже дека е белекот на вистинскиот христијанин. Џон Пайпер во овие стихови добро забележува дека овој стих кој ќе се види во својот контекст е поставен меѓу стихот 8 и 9 и атакува еден екстрем, ако може така да кажеме. И тој екстрем е учењето на безгрешност или совршенството, дека ние како христијани во текот на својот живот може да достигнеме совршенство и безгрешност. Во 8-миот стих вика, ако кажеме дека немаме грев, се лажеме самите себе и вистината не е во нас. 10-тиот, ако пак речеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажливец и словото негово не е во нас. Силни зборови, вистината не е во нас, словото не е во нас, сами себе се лажеме, го лажеме Бог. Ова учење дека човекот може да достигне совршенство во христијанскиот живот, тоест безгрешност, е лажно, според Јован. Претходно во 6-тиот и 7-миот стих, Јован атакува на друго учење, дека тоа учење е лажно. Тоа учење или тоа проповед прошлиот пат и разгледавме, дека кога човекот ќе стане христијанин, може да живее како сака. Тоест, верата во Бог, верата во Библијата и начинот како живее се раздвоени. Тоа го гледавме прошлиот пат, е исто друг екстрем, ерес, кој е лажен. Како ние, како христијани, секако дека треба да се стремиме за совршенство и за безгрешност во нашите животи, според Матеј 5:48, но никогаш нема да достигнеме таа совршеност. Ќе ја достигнеме дури во смртта и влезот во рајот. Првата точка е исповед на гревот. И овде ќе разгледаме 3 подточки. Важноста на покајанието, првата, елементи на покајанието и третата е оправдување и просветување. Исповед на гревот. Јован вика, ако ги исповедаме гревовите своји. Зборот исповед во оригиналниот јазик е хомологеном, што значи да се каже истото, да се има исти ум или исто гледиште. Тоест да се каже истото, да се согласиш, да имаш исти ум како Бог. Бог преку својот збор ни ги дава неговата волја и неговиот закон и не покажува што е грев и што не е грев. Исповед не е само активност на устните, него е многу повеќе од чист исповед. И вистинската исповед произлегува од покајанието. И апостол Јован го има покајанието во предвид. Првата точка е важноста на покајанието. И кога ја разгледуваме Библијата како целина, Стар и Нов Завет, покајанието е еден клучен
и една суштинска тема. И најзастапената тема во Библијата. И тоа може да го видиме низ пророците, кога гледаме, например, Ное, Мојсие, Давид, сите пророци го повикуваат грешниот човек до покаяние. Му викаат: ти си грешен, судот ќе дојде, покај се, понизи се. Истото го гледаме и во Новиот Завет. Јован Крстител, кога доаѓа на сцената, го кажува истото. Им вика на толпите покрај реката Јордан: покајте се, зашто Божиот суд доаѓа. Исус Христос, кога доаѓа, истото го вика и ги следи чекорите на сите пророци и на Јован Крстител. И во Матеј 4:17 вика: оттогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто се ближи Царството Небесно. Истото се случува и во текот на неговата служба. Исус истото го проучува и го кажува. Во Лука 13 глава од 1 до 5 стих Исус кажува силни зборови. Првиот стих вика: во исто време беа присутни некои кои го известија за настанот на галилејците, чија крв Пилат ја смешал со нивните жртви, тоест ги убил. Исус им одговори и им рече: мислите ли дека тие галилејци биле поголеми грешници од сите галилејци, па затоа така пострадаа? Не, Исус вика, ви велам, но ако не се покаете, сите вие така ќе загинете. Или мислите дека оние 18 души врз кои падна силомската кула и ги уби, беа највиновни грешници или должници од сите кои живеа во Јерусалим? Исус вика: не, ви велам, но ако вие не се покаете, сите така ќе загинете. На крајот на својата служба исто Господ Исус, последните зборови на апостолите, истото им го кажа. Во Лука 24 глава 45 стих низ 48 стих истото го вика. Тогаш тој им ги отвори умот да го разберат писмата или Библијата. 4 стих им рече: така е напишано и така требаше да пострада Христос и да воскресне од мртвите на третиот ден. И да биде проповедано што во неговото име? 47 стих. Покаяние и опраштање на гревовите кај сите народи, почнувајќи од Ерусалим. И вие сте сведоци за ова. Не само што Јован Крстител проповедаше покаяние, не само што Господ Исус проповедаше покаяние, него ги имаме сите апостоли го проповедаат истото, го проповедаат покаянието на гревот. За пример ќе го земам апостол Павле во Дела апостолски 17 и 20 глава. Во 17 глава 30 стих и 31 стих Павле им вика на атињаните: Бог пак не, осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега им заповеда на сите луѓе да се покајат, зашто определи ден кога праведно ќе му суди на светот, преку одредениот човек кој го воскресна од мртвите. Истото го гледаме во Дела 20 глава, кога Павле им говори на ефесијаните и вика во 18 стих: вие знаете дека од првиот ден кога отидов во Азија и го минува времето со вас, служејќи му на Господа, со голема понизност и многу солзи и искушенија, што ми се случија заради лошите замисли на јудејците. Не пропуштив да ви соопштам ништо она што е полезно и да ве поучам на јавни места и по куките, сведочејќи им сериозно на јудејците и на елините што? Покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус Христос. Темата на покаянието, како што кажав, или на спасението е суштинска тема, клучна тема во Библијата. И не само во Библијата, него во христијанскиот живот. Христијанскиот живот почнува со покаяние и продолжува со покаяние. Секој ден покаянието е застапено во животот на христијанинот. И како што христијанинот расте во верата, како што се наградува, како расте во познанието на Бог, така гревот станува погнасен и покаянието станува подлабоко и подлабоко.
Покајанието и верата се тесно поврзани. Може да кажеме се едното исто во христијанскиот живот и во спасението. Се како пара со две страни. Покајанието кое спасува верува и верата која спасува е покајувачка. Двете се едното исто. Покајанието е суштинско. Томас Ватсон во книгата Доктрината на покајанието кажал вака: или секој грев мора да се удави во солзите на покајанието, или душата мора да гори во пеколот. Вториот елемент се, или втората точка се елементи на покајанието. И може да се каже најголемите стихови каде што се опишува целосно покајанието и неговите елементи се во 2 Коринтијаните 7 глава. Имаат 10 елементи на покајувањето кои се сплетени едни со други, и додека ако покајанието е реално и вистинско, сите овие 10 елементи ќе бидат присутни. Доколку имате Библија, може тамо да свртите 2 Коринтијаните 7 глава 8 до 11 стих. Павле го пишува ова и во 8 стих вика вака: ако сум ве ожалосталил со посланието, и го има предвид првото послание што го има напишано до Коринтијаните, не ми е жал, макар и да ми беше жал, бидејќи гледам дека тоа послание ве ожалости само за малку време. Сега се радувам не зашто се ожалостивте, туку што се ожалостивте за покаяние, бидејќи се ожалостивте по Бога, да никаква штета не притрпивте од нас. Бидејќи жалоста што потекнува од Бога предизвикува неопходно покајување за спасение, а световната жалост доведува до смрт. Затоа еве, 11 стих, вие се ожалостивте по Бога, и тоа ожалостување каква усрдност предизвика во вас. Еве ги елементите на покајувањето. Каква усрдност, какво извинување, какво огорчување, каква страв, каков копнеш, каква ревност, каква горчиња. Со се покажавте дека во тоа дело се чисти. Што се случува во 2 Коринтијаните во овие стихови? Павле напишал писмо 1 Коринтијаните, каде ги укорува за нивните престапи и гревови како личности, како христијани и како црква. Луѓето се покајуваат и овие елементи се предизвикани кај нив. Може да се каже состојби на душата. Има 10 елементи. Првиот е познание на гревот. Од таму почнува покајанието. Човек мора да го познае гревот. И тоа го прави преку Божиот закон и преку Библијата, се разбира. Првиот е познание на гревот. Коринтијаните го познале гревот преку писмото на апостол Павле. Вториот елемент е навреда кон Бог. Овде вика, вие се ожалостивте по Бога или според Бога. Погледот во покајанието е свртен кон Бога, не е свртен кон себе. Гревот е виден како навреда, напад, бунтовство, непријателство кон Бог. Третиот елемент е ожалустување. Тоа може да значи мака, жалост, тежина, тага, страм. Четвртиот елемент е усрдност, спојуден е грчкиот збор, брзина, незанемарливост, напор, вредност. Петиот елемент е извинување, апологија е грчкиот збор, кон Бог и кон луѓето. Значи имаме познание на гревот, имаме навреда кон Бог, тоа се гледа, таа навреда кон Бог следи ожалостување, тага, седи брзина, да се направи нешто. Што се прави? Се извинува човекот кон Бог и кон луѓето. Шестиот елемент е огорчување. Тоа вклучува лутина,
јарост, омраза кон гревот, само омраза, само гнаса, само лутина. Седмиот елемент е страв, фобон, кон Бог. Осмиот е копнеш, кон светост и праведност. Деветиот е ревност, стремеш, кон светост и праведност. Не е апатичност, не е ноншалантност, него е ревен стремеш, зелон е грчкиот збор, и десетот елемент е горчина. Ова не е добар превод. Подобар превод би било казна или задоволување на праведност. Со еден збор акција да се направи нешто за проблемот на гревот. И акцијата е престанување на акцијата на гревот и заменување на таа акција со праведност, со покорност, со послушност. Значи, гледаме два аспекти на покајувањето. Има внатрешни аспекти, има надворешни аспекти. Внатрешните аспекти или состојби на душата се мака, жалост, тежина, тага, страм, омраза кон гревот, само омраза, само гнаса, само лутина. И надворешните аспекти се извинување, исповед, реформација и заменување на гревот со праведност и со покорност. Клучен елемент во покајувањето е погледот и фокусот кон Бог. Значи, човек кој се покајува за себични цели не се покајува, ако погледот не му е свртен кон Бог. Туку само заменува еден грев со друг грев. Тоа добро го има го пишано Томас Брукс во книгата Круната и славата на христијанството. И вика вака: понекогаш несвет или грешен или нехристијански човек се лути на гревот, престанува да прави грев, затоа што гревот го нарушува неговиот кредибилитет или углед, ја засенува неговата чест или го попречува неговиот профит или заработка, или му го огорчува задоволството, или ја збеснува неговата совест, или пак го изложува на страм, трука на земјата и после во пеколот. Но тој никогаш, и ова е клучот, не престанува да греши или да се покае, поради прекршување на праведниот закон на Бог, зашто Бог е обесчесен, возлюбениот Спасител одново распнат и благословениот Свети Дух натажен. Затворен цитат. Со една реченица можеме да кажеме дека покајувањето е тргање за 180 степени од љубов, робство, прилепеност, од гревот кон праведност, светост и покорност. И тоа свртување вовлекува омраза, тага, мака, тежина, извинување и реформација и така натака. Моето прашање до вас е: дали овие елементи се присутни во вашиот живот? Дали се биле присутни кога сте се покаяле, кога сте дошле првен до Христос? И дали овие елементи се присутни во вашиот живот сега како христијани во покајувањето? Дали кога ќе сгрешите чувствувате само омраза, само лутина? Дали имате ревност, имате извинување? Дали има реформација во вашиот живот? Томас Брукс, исто пак ќе го кажам, има напишано една поема каде што го опишува покајанието. Таа поема се вика "Само згрозувач" и вика вака: вистинско покаяние е секојдневно отргнување на душата се подалеку и подалеку од гревот и дневно доближување на душата поблиску и поблиску до Бог. Вистинско покаяние вклучува вистинско познавање на гревот, длабока жал за гревот, срдечна одвратност од гревот и свет страм за гревот. Да се покаеме значи да имаме чист ум, чисто срце, чисти усни, чист живот. За човек да се покае значи да се само згрози, да се само мрази,
како себе, така и својот грев. Колку ова е лесно за човекот, кој е толку голем самољубник, кој е толку голем самоиздигнувач, кој е толку голем само обожавател, да стане само згрозувач. За човек да се покае, значи да биде во опозиција со своето грешно его, да оди против своето грешно јас и да се одмазди врз себе. Вистинско покаяние е дневно умирање на гревот и дневно живење за оној кој живее вечно. Третата точка е оправдување и просветување. Значи, видовме првата точка дека покаянието е многу важно, е суштинско за христијанскиот живот. Втората точка видовме дека елементите на покајувањето се 10 и тие мора да бидат присутни во христијанскиот живот. И сега третата подточка ќе видиме оправдание и просветување. Кога неверен човек, не христијанин, ќе дојде до покаяние, ќе види дека е под Божјиот суд и Божјата казна и дека ништо освен пеколот го чека. Кога ќе се покае, 5 работи се случуваат. Се случува повикување, оправдување, посинување, регенерација и просветување. Овие сите 5 елементи се Божји дела и се засновани не на делата на човекот, туку се засновани врз Божјата милост. Накратко ќе ги разгледаме оправданието и просветувањето, бидејќи се апликативни за нашиот стих. Оправдувањето е правна декларација кој Бог ја прави, каде што тој изјавува дека грешен човек е праведен. Бог ги брише сите гревови на човекот, ги анулира, ги минусира, ги опростува, минати, сегашни и идни, во оправдувањето. Тој феномен е моментален, е Божјо дело и е еднократен. И е врзоснован не на делата на човекот, него е врзоснован на делата на Господ Исус и неговата жртва. Во оправдување Бог ги зима гревовите на човекот и акредитира Божјата совршена правда и праведност на Господ Исус во сметката на човекот. И човекот станува од гнасно грешен совршено праведен. Просветувањето, за разлика од оправдувањето, е повеќе кратно дело и се одвива во текот на животот на човекот се до крајот на смртта. Во просветувањето трансформација се врши на човекот, каде човекот се повеќе и повеќе наликува на Бог, наликува на Исус Христос. Оправдувањето и просветувањето се тесно поврзани два феномена кои Бог ги прави и заедно се случуваат. Кога човек е оправдан, проследува трансформација, реформација, просветување. Ако човек не е оправдан, не проследува трансформација и просветување. Во некои црковни кругови, за жал, овие две се стремежот е да се одвојат. Да се одвојат оправдувањето од просветувањето. Но тоа не го гледаме во Библијата. Во 1 Коринтијаните, 1 глава, 30 стих и во Римјаните, како пример, 8 глава, 29 и 30 стих, овие двете се врзани. Во 30 стих од 1 Коринтијаните, 1 глава, вика: но вие сте во Христос, кој стана за нас мудрост од Бог, праведност, осветување и откуп. Значи, имаме праведност, тоа е оправдувањето, и имаме осветување, тоа е просветувањето. И во Исус Христос ги имаме и двете. Во Римјаните 8 глава, 29 и 30 стих, истото го имаме. Вика: однапред тој кој ги позна
Истите нив се ги предодредели за да бидат слични на ликот на неговиот син. Во 30 стих, истите тие кои се предодредени или преодредени, се повикани, се оправдани и се прославени. Значи истите кои се оправдани, се просветени. Што значи ова за нас, за 9-тиот стих кој го разгледуваме? Значи дека стихот е апликативен за фазата на просветување на христијанинот. Не е апликативен за оправдување. Значи, ние не се стремиме со покајување да се оправдаме пред Бог, него се стремиме да се просветиме. Заклучокот од првата точка е дека христијаните се покајуваат. Тоа е нивниот белег, тоа е нивната суштина. Додека не се покајуваат, имаат проблем. Едниот проблем е или не се христијани, другиот проблем е имаат разрушена врска со Бог. Втората точка е верноста и праведноста на Бог. Че во стихот вика, ако ги исповедаме нашите гревови или ако се покаеме од нашите гревови, Бог е верен и праведен. И тука ќе разгледаме исто 3 точки и ќе ја видиме ужасноста на гревот, дилемата која овој стих ја разработува или ја прашува и решението од стихот. Томас Ватсон во книгата Религија нашиот вистински интерес во врска со ужасноста на гревот вика има повеќе зло во капка од грев отколку во море од болка. Исто така еден има напишано вака за гревот. Гревот е токсичен отров што не се неутрализира, длабок срам што не се покрива, гнасен измет што не се чисти, тешка клетва што не се трга, длабока флека што не се мие, задушувачки дим што не се крева, густа темнина што не се осветлува, разјарен оган што не стивнува, нуклеарна радиација што не опаѓа, мачна болка што не поминува, отворена рана што не заздравува, внатрешно крварење што не сопира, фатална болест што не се лечи, смрт што не умира, пекол што не се гаси. Гревот како ентитет е најлошиот, најгнасниот, најпрљавата работа во целиот универзум. Гревот е најголемиот непријател на човекот и гревот е најголемиот непријател на Бог. Гревот го создаде пеколот, гревот го создаде ѓаволот, гревот ја создаде болката, маката и смртта. Гревот е најголемиот непријател на човекот. Гревот е најголемиот непријател на Бог. Најголемото атакување на Бог и бунт, презир, засенување и отфрлање на неговата слава и величество е гревот. Тој најмногу го мрази гревот и ништо повеќе не го разјарува него од гревот. Поради Божјата светост и праведност, гревот мора да се суди, мора да се казни. Гревот не може да биде оставен така. Тоа е ужасноста на гревот. Втората точка е дилемата. Дилемата која се доаѓа во овој стих е Бог е верен и Бог е праведен. Праведноста и верноста на Бог наложува гревот да биде казнет. А стихот вика Бог е верен и праведен да ни ги опрости нашите гревови. Се случува дилема овде, парадокс, енигма. Во Изреки 17 глава 15 стих вика кој оправдува грешен и кој обвинува праведен човек. Обајцата се одвратност пред Господ. Бог е верен на својот збор и е верен кон својата праведност и слава. Сега прашањето е, како може Бог да биде праведен и да биде верен, која неговата праведност се стреми
да го казни гревот, а тој да опрости. Како може Бог, кога е праведен, да им опрости на грешниците? Божјата праведност од една гледна точка сака да осуди и да казни, Божјата љубов од друга гледна точка сака да опрости, да очисти, да прифати. Како овој парадокс и енигма може да се реши? Може ли добри дела да решат ова парадокс? Например, добри дела, човекот прави добри дела, Бог е праведен, ќе ги види неговите добри дела и ќе му опрости. Може ли тоа да се случи? Не може, зашто Бог бара совршена праведност. Човекот му вика, ти мораш да бидеш совршено праведен, за да бидеш прифатлив за мене. А човекот е катастрофално, морално, декадентно суштество. Се што прави е грешно. Има грешен ум, грешно срце, е исфлекан, оболен од гревот. Како може Бог кој е праведен и свет да го опрости гревот? И решението е дадено во Римјаните 3 глава. И само решението го дава христијанската вера. Сите други религии не можат да дадат решение на проблемот за гревот, на проблемот за вината. Во Римјаните 3 глава, 25 и 26 стих е даден решението и вика вака: Него Бог го постави со крвта своја да биде жртва за помирување преку верата, за да ја покаже својата праведност во опростувањето на поранешните гревови во времето на Божјото долготрпение, за да ја покаже својата праведност во сегашно време, дека тој е справедлив и дека оправдува секого кој верува во Христос. Значи, што е решението на дилемата? Како може праведен Бог да му опрости на грешникот? Решението е крстот на Господ Исус Христос. Во крстот на Исус Христос, во неговата смрт, во неговите мачења, во неговите маки и камшикување, тој ја покажува праведноста на Бог и вика: праведноста на Бог ќе биде издигната и гревот ќе биде казнет. Значи, праведноста на Бог, како што кажавме, вика секој грев мора да биде казнет. Божјата слава, тоест праведноста на Бог, е толку вредна, што дури и својот син, својот возлюбен, најдраг син, Бог не го поштеди. Него го казни за нас на крстот. Бог го казни својот син, кој го сака бесконечно, бескрајно, за гревот. И Бог ја покажа својата праведност, Христос ја покажа својата праведност во крстот. Крстот не само што ја покажува Божјата праведност, туку ја покажува и Божјата љубов. Христос вика: дојди при мене, јас ќе ти опростам, јас ќе те спасам, јас ќе те очистам од секој грев, зашто ја платив казната за тебе, го платив гревот, ја испив лутината на Бог. Дојди и ќе бидеш опростен, ќе бидеш очистен. Затоа во 9 стих Јован може да каже: Бог е верен и праведен заради Христос да ни ги опрости нашите гревови. И не само да ни ги опрости, него да не очисти. Таа е третата точка, е опростување и очистување. И овде ќе разгледаме татковската љубов на Бог, вечната негова љубов и целосното опростување и очистување. Татковската љубов на Бог произлегува од нашиот статус како Божји деца. Че кога ние ќе се покаеме, ние стануваме Божји деца преку крвта на Христос.
и Бог не прифаќа, не посинува. И ние од ѓаволски деца стануваме Божји деца, од бунтовници и непријатели стануваме пријатели и делови од Божјото царство. Оваа татковска љубов, која е многу силна и е многу цврста, е опишана во Псалм 103, од 8 до 13 стих. И вика вака: милосреден и милослив е Господ, благотрпелив и многу милослив. Тој не се гневи лесно, ниту вечно се лути. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите гревови. Зашто колку е голямо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од Него. Колку е далеку исток од запад, толку се оддалечува тој од нас, нашите престапи. Како таткото што ги милува синовите своји, така Господ ги милува оние кои се бојат од Него. Целиот однос на Бог, кога човек ќе се покае и ќе дојде до Него, е однос на татко и на син. Се што Бог прави во христијанскиот живот, сите благослови и сите маки и тежини излегуваат од татковско срце кое љуби. И се е дизајнирано, направено за да човекот се повеќе и повеќе го возлюби Бог и се повеќе и повеќе стане како Христос. Бог може жестоко да дисциплинира христијанинот. Тоа не е исклучено. Доколку христијанинот падне у греф и не се покае, Бог жестоко ќе го дисциплинира тоа. Но неговиот однос и љубов никогаш нема да престанат. Неговата љубов е цврста, стабилна, непроменлива и таа е вечна љубов. Тоа може да го видиме во втората точка. Татковската љубов е вечна љубов и таа никогаш не може да се прекине и ништо не може да прекине. Во Римјаните 8, 35 стих, 38 и 39, Римјаните 8 глава се смета за круната на Библијата или Монт Еверестот на Библијата. И тука вика во 35 стих Павле вика: кој може да не одвои од љубовта кон Христос? Дали неволјата, дали маката, дали прогонот, гладот, голотијата, гибелта, мечот? Сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту било кое друго создание не може да не оддели од љубовта Божја која е во Христос, нашиот Господ. Значи, видовме дека Божјата љубов која доаѓа до нас преку крвта на Христос е татковска љубов. Таа љубов е вечна љубов и не може никој друг да те сака повеќе од Бог. Никој друг не се грижи повеќе за тебе него Бог. И таа љубов кулминира во целосно опростување и целосно очистување на гревот. Нашиот најголем непријател е гревот и Бог го трга од нас. Целосното опростување и очистување е на сите гревови. Кога стануваме христијани, Бог, како што кажав, не чисти од сите гревови, минати, сегашни и идни. Во текот на нашиот христијански живот ние паѓаме во грев. И може да кажеме дека душата преку гревот се инфицира. Душата навлекува од гревот вина, страм, се обвиткува со тага и темнина. И Бог доаѓа и повторно преку покаяние не очистува, не упростува и не мие. Тоа се гледа во Псалма 103, 2 и 3 стих вика: благословувај го душа моја Господа и не заборавај ги неговите добрини, кој ти ги очистува сите твои беззаконија. Истото го гледаме во Колосјаните 2 и паралелата во Ефесијаните 2 на апостол Павле, каде вика Павле: вие бевте мртви во гревот и
необрзанието на вашето тело. Но сега тој заедно со него, со Христос, не оживи, простувајќи ги сите наши гревови. Матију Хенри кажал дека гревот е смртта на душата. Бог доаѓа во опростување, во очистување и не оживува. Кога гревот е простен, ние оживуваме, ние стануваме нови луѓе. Како христијани, гревот не може да го нареши нашиот однос со Бог, во смислот неговиот татковски однос. Ние секогаш како христијани кои се покаяле и се нановородиле, го имаме Бог како наш татко преку Христос. Но гревот го нарушува нашето пријателство, заедништво, општење и блискост со Бог. И преку опростување и преку очистување тоа пријателство пак се обновува. Пак доаѓа блискоста меѓу Бог и човекот. Ричард Сипс кажал дека Бог има две светилишта. Тој има две неба. Небото на небесата и скршениот или покајувачки дух. Дог Планк и Стив Кук, Sovereign Grace песна, пишува љубовта на Бог вака. Вика, нема пофалба доволно висока, нема благодарение доволно длабоко, нема живот доволно долг, да каже за се што си направил, о Боже. Нема извик доволно гласен, нема зборови доволно силни, нема песна доволно сладка, да опее Твојата љубов, о Боже. И сега заклучок. Видовме дека ги исповедаме гревовите наши, ако се покаеме како христијани. Бог е верен и праведен, тој преку својата бескрајна љубов да ни опрости и да не очисти. Било колку гревови да сме направиле, било какви гревови да сме направиле, може да дојдеме кон Бог и тој да не очисти, да не опрости, да не обнови и да не искористи пак во својот живот. Бог ни дал алатки, средства или дисциплини на милоста, да ние не грешиме, да ние живееме свето и праведно. И тие алатки веќе ги знаеме. Јас ќе споменам некои од нив. Бог ни ги дал овие дисциплини на нас, за да ние не грешиме, за да ние не си го нарушиме нашето пријателство, нашата блискост, нашето заедништво со Бог, него да стоиме цврсто и свето кога искушенијата ќе дојдат. Тие дисциплини се молитвата, читањето и изучувањето на Божјиот збор, меморирање на Библијата, одење во црква, служење во црква, дружење и општење со браќите и сестрите, евангелизација, читање на христијанска литература, имање и градење пријателства со зрели христијани на учеништво и држење на одговорност, постење и така натака. Не само што Бог ни дал духовни дисциплини да ние растеме во верата и да се отргнуваме од гревот, него се што имаме е милост од Бог. Се што имаме, нашето тело, нашите пари, нашето здравје, кола, работа, фамилија, се ни е дадено од Бог. Со една цел, ние да се просветуваме се повеќе и повеќе, да го славиме Него и да живееме за Него. Ние треба да се стремиме кон светост. Тоа е нашата цел. Но ако паднеме во грев, да не очајуваме, да не се обесхрабриме, зашто ова е ветување за христијанинот, дека ако тој исповеда своите гревови, ако тој се покаја, Бог е верен и праведен во својата љубов преку крвта на Христос, да му опрости, да го очисти од сета неправда.